го добива прашањето што е тоа што Северна Македонија може да го понуди на НАТО. И денеска сме практично на местото кое што го дава тој одговор. Воениот полигон Криволак е одличен ресурс за нашата армија, меѓутоа воениот полигон Криволак ќе стане одличен ресурс и за НАТО алијансата. Со инвестициите кои што веќе ги правиме, со модернизацијата која што ја планираме и со своји сили, и со поддршка на американската армија, убедена сум дека армискиот полигон Криволак ќе биде најдобриот полигон за вежби на НАТО на европскиот континент. И ова не се оценки кои што доаѓаат од нашата армија, туку ова се оценки кои што ги добив од страна на повеќемина американски и НАТО експерти. Денеска покажуваме дека нашата инвестиција е видлива. Покажуваме колку се важни инженериските единици во рамките на армијата, кои практично врз база на собствени сили успеваат да градат инфраструктура на Криволак. Со оваа инфраструктура ќе ја зголемиме мобилноста во рамки на полигонот, меѓутоа и ќе го зголемиме капацитетот за изведување на вежби, кои што навистина ќе бидат во ранг кои другите земји не го имаат, ниту пак можат да си го дозволат. И јас очекувам дека ова ќе биде ресурс за нашата армија, ќе биде ресурс за НАТО, но ќе биде ресурс и за локален развој, бидејќи со можноста за изведување на големи вежби, овдека ќе имаме и поголема потрошувачка и поголем интерес од страна на повеќе НАТО армии. Сакам да им честитам на инженерците, денеска видовте овде и многу искусни и многу млади припадници на инженериските единици, практично цел месец живеат овде, работат и благодарејќи на новата механизација успеваат со своји ресурси, без набавки, без приватни фирми, многу побрзо да ги реализираат овие задачи. Едниот ваш колега искоментира дека побрзо се вршат работите отколку во нормални околности. Тоа е точно кога армијата има прво луѓе и второ има опрема да тоа го сработи. Јас сум убедена дека оваа модернизација прв пат ќе можеме да ја видиме колку го зголемува капацитетот на Криволак следната година со најголемата европска вежба Defender, од која еден дел ќе се одвива и кај нас. Ќе обезбедиме повеќе армии тука, ќе имаме неколку сојузнички армии како гости, меѓутоа ќе обезбедиме и побрз транспорт и помалку ангажман во и надвор од Криволак. Мислам дека ова покажува кои се капацитетите на нашата армија и дека не е случајно тоа што е таа веќе НАТО армија. Ги спомнавте придобивките што ќе ги имаме за армијата, придобивките економски, финансиски за локалното население. Што е со екологијата? Значи, дали ќе се доведеме во некаква опасност со поголемото користење на овој воен полигон? Оваа дискусија ја водевме и минатата година и не сакавме да остане на зборови, туку сакавме да зборуваме со факти и со податоци. И затоа минатата година за прв пат во историјата на нашата армија имавме постојано следење на сите параметри за животна средина во текот на една вежба. И врз база на таа соработка со академската заедница во нашата држава покажавме дека вежба од тој калибар, од таа големина како минатата година не предизвика никакви негативни влијанија заради тоа што ги превземавме сите мерки за заштита. Тоа сум сигурна дека ќе стане стандард, дека практично во секоја голема вежба ќе имаме и следење на сите параметри за животна средина. Граѓаните можат да сметаат на тоа дека армијата ги штити од опасност, ги штити при епидемии, ги штити при кризи, но дека не ги загрозува преку животната средина и бројките тоа го покажа. Се покажа дека за жал некои луѓе, некои структури сакаат да злоупотребат лажни вести дури и по вакви стратешки прашања. Стварно мислам дека стратешко прашање е нашето членство во НАТО, но и заштитата на животната средина. Таа лага не помина и ние со факти и со соработка со нашите универзитети ќе ја демантираме. Истата. Благодарам.